Уживавме во сите оние разговори во првиот дел, така ќе биде и во овој втор дел, каде што верувам ги очекувате со нетрпение фотографиите од нашите гостинки со цел идеја да ги приближиме на еден различен начин од разговорите кои ги водевме во првиот дел. Па бидејќи завршивме со разговорот со Билјана, да започнеме и со низините фотографии, бидејќи како има што да се коментира на истите. Да ги погледнеме фотографиите на Билјана и да започнеме со коментари. Билјана, да, ова се завршивме да дојдеме, не спремавте сега. Да, ова се моите колишки во објектот Мимоза, каде што ми направија навистина одлично изненадување после промоцијата на книгата. Голем поздрав до сите нив. Ме пречека, навистина прекрасен персонал работи, прекрасни вработени има нашата градинка. Во која општина е оваа градинка? Општина Газибава. Имаме објекти во Автокоманда и еден во Железара. Да, и ова беше навистина едно прекрасно изненадување. Мораше да се фотографира секако. Браво. Ова е оној дел од мојата работа кој што навистина многу го сакам. И по големиот дел јас ги пишувам сите сценарија што се однесува до детските представи. Така да знаеме да направиме и куклени и драмски представи, знаеме ние како вработени и најубаво да ги доближиме до самите деца. Повторно, дел од тимот, ова е стручната служба, тоа ние исто секогаш го вклучуваме и воспитувачот по музичко, кој секогаш и со своите песнички знае децата да ги расположи. Дел е секако од сите представи. Еве сме. Пред самиот објект, точно. Ова е управната зграда и сме глумеле доста Браво. Приказни, ги сакаат децата и мислиме дека така најубаво ги доближуваме до нив. Се буди детската фантазија. И секогаш се со некоја поучна порака. И ова сме така еден убав тим на ние, како што го викаме, слободни уметници, кои што си се собираме, па знаеме да си направиме еднаш месечно, мора да си направиме со различни научари во зависност од кое годишно време сме, и да си направиме едно собирање, ова е на Газибава, едно прекрасно место кое што мислам дека секој треба да го посетува. Паркот во Газибава е нешто на вид, парк шумата, да, прекрасно. Така да последната средба ете. Ова е една прекрасна, ова се едни прекрасни воспитувачи од цела Македонија, 34 кои што ја посетувавме обуката од обучувачката Ребека, која доаѓаше од Универзитетот Џон Хопкинс, и ние 34 сме обучени за социјално-емоционален развој во детските градинки. Она што е најважно во детските градинки. И верувајте дека секој оној кој што го користи во својата работа навистина му успех кај децата. Ова е првиот настап на Фрида. Ова е една друга страна од вас, со светле тука може да се најдете. Да, ова е од првите настапи на хорот Фрида, под водство на Сузана Турунџиева. Се започна од една, така, голем поздрав до Суза. Да, се започна од еден оглас каде што беше за формирање на детски хор, меѓутоа се појавивме ние 50 плюс жени. Не секогаш идејата е тоа што ќе го замислиме. Кои што се уште сме ентузијасти. Така, и дел од хорот. Ова се деновите на литература за деца, ова светскиот ден на литературата за деца, кога го одбележуваме со читање на сликовници. Сакам да им читам. Убаво е кога ќе ги погледнете децата како со внимание ве следат, затоа што тие се најдобрата публика. Секогаш има интеракција за да можат да бидат вклучени во самата приказна. Дел од со сопругот. Вашата поддршка? Да, и мене ми е роденденот во најубавото годишно време, иако не сакам зима. Јас сум 29 декември родена, затоа е така новогодишно и секогаш го славам многу весел. Кога се пред новогодишните забави, точно. Така. Најубавото место. Од еден лист, една бојчка и може да излезе една прекрасна приказна. Сакаат да бојат, сакаат да цртаат со нетрпение. Верувајте, кога ќе ги видите тие љубопитни учиња кои ќе прашуваат Биба, што ќе правиме денес? Така ме викаат Биби или Биба. Што ќе правиме денес? Навистина е многу убаво.
Сега сум од друга позиција веќе како психолог, меѓутоа знам да влезам, сега одам во сите објекти, во сите групи, работиме на различни теми, како на пример како кажи ми убав збор. И верувајте ме, зачуди тоа што кога Кои се убавите зборови што ги кажува? И обично во последно време малку ме изненади и затоа е тука да се подсетиме на тие убави зборови. Знае само да кажа ти убава ти е блузичка ти. Не колку си ти добро другарче, колку си убавка, колку сакам да се другарувам со тебе, ти си добра другарка. И сите тие работи туку остана само награда. Тука кога ги повторивме, убавите зборови, навистина беше убаво. Монк беше дел од нашиот живот, кој што навистина внесе една убава промена кај нас. Мислам дека секој миленик внесува убава промена. Точно. Точно, морав да го ставам и него. Ова е мојата најголема поддршка. Тоа се двете ќерки, Бисера и Деница. Ова е многу одамна кога добив наградата за најдобар просветен работник на град Скопје. Што вашите ќерки имаат интереси, каде тие како се развиваат? Малата оди како мене, големата веќе во друг правец. Да, меѓутоа, сакале, не сакале, тие мора да се креативни, затоа што кога изработувам нешто, викаат, значи се отвара работилницата и тука се вклучуваат, да. Кои се овие дами на екранот? Ова е нашиот тим од Македонија, бидејќи јас работам на многу меѓународни проекти и ова е една од посетите во Мерсин, Турција, каде што ние така со специфични убави наши автентични маички се представивме и бевме дел од самите еве настани. Исто, ова е дел од со колишките таму со кои што работевме. Еве ги, ова се Еразмус проектите, каде што ги причекуваме во нашата градинка. Ова е проект, секогаш велам, јас сум многу креативна личност, меѓутоа за мене не е тоа некоја потреба, јас живеам така, како креативна личност. Едно каменче може да направи, од едно каменче можам да направам навистина многу интересни работи, меѓутоа ми даваат идеи за проекти кои што можеме да ги реализираме заедно со децата. И ова е цела година боевме каменчиња разни, во зависност од темата која што обработувате. Не знаете колку убаво им беше на децата и колку убав одзив. Ова се веќе дел од едрење, кое што за мене не е ниту спорт, ниту хоби, туку уште една животна лекција, затоа што ако ништо друго знаеме колку може да биде непредвидливо морето, меѓутоа ние сме тие кои што треба да знаеме како да ги отвориме едрата. Исто така и во животот, ќе ни донесе многу бури, меѓутоа ние треба да се соочиме. Убава метафора на работата. Да се соочиме со тоа како ќе ги преживееме. Ова се некои работилници кои што исто така надворот. Ова е во Рига, Латвија. Ги споменавме шарените чорапи. Да. Да ги погледнеме. Еве од промоцијата на сајмот на книга. Литература ве поддржува за издавање на истите. Ова е поддршка за светскиот ден на децата со Даунов синдром. Тука и се заштитен знак се и оние чорапчиња во боја, така да гледав и ликовите да бидат изработени од чорапи. Штркот и лисицата се исто изработени од чорапи. Јас велам, за мене и празниот лист хартија нешто во боја. Може да испише. Во интерес на времето имаме многу фотографии од вас, но за жал немаме време да ги прикажеме сите. Ви благодарам, немаме време дури ни за вевчани да зборуваме, толку што има со вас да се отвори уште цела една приказна. Така е, Елена. Така е. Точно, јас во Вевчани можам да се пофалам и дека живеам во една... Да ги поздравиме сите вевчанци. Точно, да ги поздравам сите вевчанци, да ги поздравам моите родители, кои секој лето го поминуваат тамо. И мојата куќа, куќата на Китановци, може да се најде и на Википедија. Таа е заштитено културно богатство. Отворена е за посетители. Секако додека Каков е интересот на посетителите? Одлично ставена е на мапата за посета во Вевчани, знаат да влезат. Нашата куќа е изградена 1900, почната 1898, завршена 1906 и тоа е едно импозантно големо здание, ајде да речам, една прекрасна куќа која што си одржуваме, имаме мебел од 1908 донесен од Солун, се уште добро зачуван,
повелете. Ви благодарам. Отворени се за сите вас вратите. Треба и со нашата повелете. камера да ве посетиме за сите оние Слободно кои во што секое. немаат можност, за жал бидејќи имаме граѓани кои што за жал немаат можност, немаат подвижност, па ние преку нашата камера тоа го внесуваме во домовите на сите. Уште еднаш поздрав до сите вевчанци и сите македонци кои што ја гледаат оваа програма и да продолжиме со фотографиите на доктор Кристина, да уживаме во фотографиите кои што таа ни ги сподели и да ја запознаеме малку поинакво издание. Кристина, слободно коментирајте ги фотографиите кои ги гледаме на екранот. Да, ова од одморот лани во Црна Гора, едно приубаво место со вереникот. Голем поздрав до вашиот вереник. Како Поздрав до страмежливо го него. кажавте тоа? Приубаво место, да, многу убаво, високо е и буквално со прекрасен поглед. Оваа година бевте ли на одмор или Не сум се уште, здравје за септември планирам, така да летово тука ќе си бидеме. Полни раце работа имате, така да Има, да, и голем поздрав летен до период здравствената има. институција од која ни доаѓате железничар, така да и Железничар, како имате полни раце работа. И уште една фотографија од Од истата локација? место. Да, стварно преубаво место, полно беше со луѓе, имаше и 2 запросувања видовме таму. Ете, на планина негде или како? Да, доста е високо, патот беше многу стрмен и тежок за Да не возење. ме запроси тука вашиот Не. вереник. Не, меѓутоа, ете бевме сведоци на 2 запросувања, беше многу интересно. Баш Да. Одлично, да видиме следна. Ова е од зимово сега на Златибор. Со ова едно нивно милениче, предпоставувам, таму беше многу дружелюбиво, дојде со нас да се Не слика. делува на лик дружелюбиво, но секој Не, но стварно беше многу, толку се галеше, толку бараше друштво. Приубава зимска локација. Така, Златибор е секогаш добра идеја. Да. Еве и ова е Како е името на вашиот жичарата. вереник и што е тој по професија? Дали е Не, лекар? не е поврзан со медицината, он се сосема друго си работи. Ова е исто жичарата, каде што се возевме, најдолгата жичара во Србија. Интересно беше патувањето, стварно и долго траеше, ми се чини некои 20 на минути, пола сат можеби. Убав поглед, зимска идила. Сакате да Баш се убаво. патувате како што гледам, па и мора. Да, да. И ви ова беше еден од водопадите кои што ги посетивме и од ладното време ви целите дрва беа како замрзнати. И тоа беше Убава идила има секоја прекрасна годишно време. гледка. Да, Дали е да, жалтилото на секоја есента си има или посебно зимата. убавена. Така. Одиме понатаму. Да видиме што има следна. И Една Светлана работна. подсети ни спесна со ковидот и докторката не подсетува со еден Да. изглед кој што сакаме да го подзаборавиме. Ова беше за време на студентските денови, каде што баш за време на короната и ние бевме многу Знам дека предпазливи. сите лекари беа вклучени, сите Да. беа оптоварени затоа што граѓаните има многу прашања и стравот некако како да владееше во тој период. Да, и ние како студенти се обидувавме колку можеме да помогнеме. Сепак ова е од дипломирањето. Еден значаен момент, тежок Доктор процес, Кристина, тешко како одбравте патување. како одбравте да бидете матичен лекар? Да, специализирате нешто што има ли во вашето семејство лекари? Наследувате ли некого или не сте прв? наследувам никој. Или јас сум сакавте да бидете прва. музичарка? Ко мало многу работи сум сакала да бидам. Едно од нив било и доктор. И ете се успев да си ја остварам таа детска желба. Како матичен лекар, искрено тоа се случи се некако на брзина, дипломирав, ја добив лиценцата и се вработив. Меѓутоа се пронајдов во работата. Ете, продолжив и со едукација, запишав специализација по семејна медицина, веќе сум втора година. И не знам, се пронајдов во работата, работа со луѓе, пациенти, убаво е. Не бевте ни свесна кога станавте докторка. Има некои луѓе така, некои си планираат да бидат нешто, а некои Природно, животот да. ги носи по некои патишта каде што буквално не се ни свесен. Така на брзина се случија Да. сите работи. Дали ама вака ете смирено на- пристапувате кон сите пациенти кога ќе ви дојдат Да. и успевате да ги смирите, па можеби доаѓаат кај вас и само да се сретнат. Да, јас во принцип сум многу смирена, тивка и
Ислушувам секогаш пациентите, нели, мора да најдеме тоа што ќе го кажат, да го извлечеме тоа што нас ни е потребно со цел да можеме да им помогнеме. Така да доаѓаат често и на разговор, меѓутоа особено лицата во трето доба, мислам дека ви се верувам најчесто. Они се најтивки. Да, неразположени се секогаш за муабет. Иде, кога сте се вериле, сигурно сите ви честителе, така да пријателствата тука се создаваат и на работното место и вон работното место. Да, точно. Се зближуваш со одредени пациенти, што навистина имаат мака, па доаѓаат почесто и не може човек да не се зближи со нив. Едноставно, секој ден се гледаме, разговараме и за теми надвор од проблемите што ги имаат медицински, така да се создаваат пријателства. Изборот кој сте го направиле за специализација е одличен. Семејна медицина и како е потребна, така да секоја чест и тука сме да ве поддржиме во патот кој што го чекорите. Светла, да ги погледнеме твоите фотографии, да ги коментираме истите. Прекрасна архива ни сподели, но ајде да не коментираме ние. Навистина се мислев искрено што да одберам и решив да одберам неколку фотографии од моето рано детство, тоа се доцните 80-ти години. Ова е мајка ми, јас сум малечкото детенце на сликата, тоа е сестра ми до мене и тука сме во Карпош 3, тогаш живеевме во Карпош 3 во детство. Сликава е реалност, речи си на секој македонско семејство. Како јас и сестра ми да се гледам на Јамболија. Елката позади, сите сме облечени, јас и сестра ми сме облечени во слични џемпери. И фризурите, тука се некаде во тој период. Новите чизми што се купени, значи тоа е тоа. Ова се моите родители во нивната младост, како дечко и девојка, ова се за мене премногу драги фотографии. Ова е, ми се чини 75-та, ако не се лажам. Ги знам годините затоа што татко ми имаше навика секогаш да ги запишува на позадината од фотографиите. Човекот се потруди да остави доста фотографии на кои што јас сега можам да се навраќам. Една од нив е и токму ова. Многу ми се убави, многу ми се млади, влюбени и мали искрена љубов. Нешто што трае. Да, од средношколските денови беа заедно. Ова сме повторно јас и сестра ми, значи тоа е некој сличен период, позади е Фонтана, градска фонтана, браво. И ова ми е искрено најомилената фотографија што имам со сестра ми, заради таа е постара од мене 5 години, заради начинот на кој што ме гушка и јас како сум до неја буквално. Ова на сила да не е, обично нас на сила да тера да се ај сега гушни ја сестра ти. И мораш да ја гушнеш. Не, таа иако повозрасна од мене, да, секако ме карала, имало моменти секакви, тоа е нормално, меѓутоа секогаш некако беше заштитнички настроена кон мене. Како е нејзиното име и што е таа денес? Таа е сметководител, се вика Бубе, тоест Љубинка. Сега во моментов е на работа и не верувам дека не гледа. Брато ме гледа, не е проблем. Така што да, ова е... Колку различно. Вие и таа како професија, баш интересно. Па да, и доста сме, не знам, некои луѓе, еве во однос на физичкиот изглед, кажуваат дека не се личиме, карактерот, темпераментот, така малку како два различни света, но затоа сестринството и близината се многу силни. Ова е истата фотосесија, може да забележите со татко ми. Да, тоа се тие. Ете ги тие моите розови чизмички, за мене толку многу значени. Ако верувате, ги памтам. Значи, вивидно ги памтам, иако сум тука колку, 3-4 годинки. Дали имам. Ова е за мене, имам некои сеќавања благи, така, доста среќен период од моето детство. Ова е мојот внук, кој што сега има 17 години. Сега ваква фотографија не верувам дека ќе сака да направи, или? Не знам, искрено не го прашав, дали имам дозволова да го споделам, ама се надевам дека нема да ми замери. Овде сме во село Требиште, преубаво место, прекрасна природа, мислам тоа е буквално спроти манастирот Свети Јован Бигорски, нели Западна Македонија, за мене цела Македонија е убава, не можам да издвојам, ама еве ова место е волшебно, затоа ја одбрав оваа фотографија, бидејќи еден преубав спомен. Ова е подарок за 8 март од мојот партнер, а воедно и колега во бендот, Христијан, кој што ми подари маичка направена со логото, нели, Саут Парк на нашиот бенд и логото. Прекрасно ви е логото, подсека на вашата фризура, да, тоа што сте... мојата, да речам, стара фризура, сега сум малку поинаку ишишана и ми подари исто така и шолја со
со еден преубав надпис, затоа ја одбрав оваа фотографија, ета, да биде нешто поврзано. Супер лого, кој да ви го креирал? Па му текна на Виктор, на басистот. Идејата беше негова, ајде вика ќе направиме лого, вика од твојот лик, од контурите на твојот лик, вика и фризурата. Добро, викам баш, ајде. Оригинално. Оригинално е. Види колку едноставно, како со една линија можеш да го нацрташ. Да, тоа беше идејата. Да не биде премногу комплицирано. Тоа треба да биде следната тетоважа која немаш, затоа што видов дека имаш тетоважи. Ја немам, да ти кажам, не ми текнало ова. Добра идеја. Така, логото исто ви рекол. Оваа фотографија е еден од настапите со Националниот джез оркестар, навистина ми е многу драга, бидејќи буквално го доловува мојот карактер и темперамент на Бина, нели сосема непланирано, некој тоа фотографира од страна, не знае што се случува. Настапот е, се чини можеби пред веќе 2 години, ако не се лажам, Golden Rock Swings. Значи имам доста настапи и со нив, секогаш за мене е доста голем предизвик и интересни, се работи за оркестар, се работи за еден сосема друг материјал и Сериозен на пристап. друго ниво е така. тоа веќе, Да. каде што треба да одговориш на задачата. На предизвикот. Еве го бендот. Ги зборуваме, ги кажуваме, но еве и фотографија. Еве го бендот, да, до мене е нашиот тапанар Благојче, потоа гитаристот Христијан и Виктор басистот напред, да речем, во линија со мене. Ова е од спотот на Можеби, кој што Ке го сами погледнеме, си го снимавме. Сами си го снимавме, сами си го сработивме и така сами си го издадовме. Така што, ет, да ги представаме нив на некој начин. Голем поздрав до сите нив, сите Апсолутно. се целина во мозаикот на Саут Парк. Еве ги уште еднаш, тука сме на Козјак, еден од настапите, ми се чини ова е есен, ако не се лажам. Многу, знаете како, многу сме тешки на фотографирање. Никој од нас не му оди тоа природно. Да, еве ќе бидам искрена. Треба да имате Елена во тимот за тоа, така Треба, лесно. навистина. Менаџерот да дојде да ме среди. Еден човек да не бутне малце. Да. Затоа што ето, ајде да се сликаме, ајде како ќе се наместиме и застануваме како Нормално. Уште вака да направи. тоа е тоа. Ама добро, ето, мислам. А имате друга синергија, тоа е. Вие имате синергија во музиката, не може па и за се да не ви човек па во се да се разбира и за се да го бива сега. За нешто те бива, за нешто треба да учиш. Ама ете, смешно е како се тераме. Мора да има нешто и Ова е нова година на градскиот плоштад. На градски плоштад свиравме на нова година, ако не се лажам, пред 2 години или 3, леле, да не ве излажам малку, веќе и мене ми се мешаат, толку се многу. Така што ова е, ето, баш да речам, светле во некој природен елемент. Како што најчесто се чувствувам додека настапувам. Само памтам дека си завршивме и после тоа си продолжив со славење. Со славење. Да, нешто што ми е да речам, добра комбинација, да си сработиме и потоа Така е. да продолжиме. Бидејќи завршивме со еден настап, дали сакате мала сала или голем фестивал? Што ете повеќе ве возбудува и во што повеќе уживате? Па, добра, различни се настапите, например со бендот, нели се работи повеќе за клубски настапи, за настапи нели по кафулиња. Има тоа една одредена убавина која што мене ми е па и многу природна средина веќе после толку многу години. Да. Многу е поинтимно и многу е поопуштено на некој начин. Меѓутоа, па овие другиве настапи кои што предпоставуваат голема сала, нели како оваа фотографија. Македонска филхармонија, така, или сали кои што... Па и на отворено, еве да речеме нека. Градски парк, градски плоштад имаме. Ако немаме сали, имаме барем отворен простор каде што може да настапиме. И тоа си има своја една магија и своја убавина. Меѓутоа еден поинакво чувство на одговорност и поинакво чувство на припрема во однос на самиот настап. Меѓутоа, знаете како, мене, еве искрена ќе бидам, секако ми е поприродна варијанта да сум во фармерки патики во маичка Значи мала сала и да си да си ја истарам така работата, но не можам да кажам дека не наоѓам уживање и во тоалета, шминка, подготовка од таков тип. Но има еден многу важен момент кој што се случува во мене секогаш, особено пред тие, да речам, големите настапи. Во моментот кога ќе излезам на сцена, сето тоа се заборава.
значи буквално се фокусираш на тоа што треба да се случува, си се ставаш во улога, си влегуваш во музиката, слушаш оркестар, нели си пратиш диригент во ситуации каде што има нели диригент и фустан, и шминка, и штикла, ништо веќе не е важно. Важно е да се представиш во најдобро светло. Да, и да се поврзаш со луѓето околу тебе со кои што треба за да знаете како мене тоа ми е најважно да биде искрено. Да биде уживање за сите. Тоа ми е секогаш најважното нешто. И публиката чувствува, публиката знае кога си искрен и публиката знае кога си подлажнуваш. Убедена сум во тоа. Морам да те прашам, имаш ли македонски умилен изведувач некој? Колку вие слушате македонска музика? Па да, слушаме секако да, меѓутоа не би можела да издвојам еден, можеби ќе звучи клише ако го издвојам нели имаме доста квалитетни да кажем. Тоше во однос на квалитетот и емоцијата и енергијата што ја носиш. Апсолутно, да. Човекот е се уште неприкосновен. Значи по сите параметри еве мој да речам лични. Инаку да, постојат многу бендови, постојат многу изведувачи кои што и млади дечки и девојки кои што се квалитетни, кои што многу ветуваат, така што Тоа ше е надневно. Има. Каде ако сака македонската публика која сега не гледа да ги слуша Саут Парк настапуваат во летниот период? Сега во овој период сме почесто во Биер Гарден во Дебармало, во Лонг Плей во Аеродром, во трговскиот центар Бисер, поточно. Така што се надевам дека не заборавам некое место. Мислам дека сме там. Во овој период сме там. Супер. Две локации доволни за кој сака да ве посети и да ужива во музиката која што неуморно ја создавате. Но кога сме кај македонската музика, доктор Кристина, што вас ве опушта? Што слушате приватно? Па, повеќе наутро, например, во ординација знам понекогаш да си пуштам джез, така утринско малку да се подразбудам, така да тоа и некоите така поп-рок хитови, тоа најчесто. Билјана? Покрај детските песни. Хитови Златна Славејче. Златна Славејче. Покрај детски. Сакам да слушам музика и изведувам. Јас сум и член солист на хорот Фрида од Македонија. Сега имавме во саботата и настап на Скопско лето, така да изведував шпанска песна, Сиелито Линдо, меѓутоа претходно ја изведував и Галеб Тажен, и сите песни кои што ги изведува хорот се оние безвременски хитови. Сузе знае убаво да ги одбере, да. И точно знае која песна може да ја исполни, меѓутоа ми почнува денот и ми завршува с музика. Сакам нашите, посебно сакам македонска музика, дали е тоа Калиопи, тоа ше веќе да еве спомнати, еве Владо Јаневски, Калиопи, Тамара, тоа. Така. Се ми е на репертоар Дарио. Имаме, навистина, кога сме кај... Но што најмногу сте горди во вашата досегашна кариера? Бидејќи секогаш знаеме да застанеме и да си направиме сублиматот на што го правиме. Па еве, вие лично, бидејќи имате долги години искуство во на што го работите, на што најмногу сте горди? Ни наградите, ни признанијата вака не делуваат убаво како после долги години кој ќе ве сретне дете кое што вие сте. Делот. Да, кој ќе ве поздрави, ќе ве пригрне и кој ќе рече многу ми недостигате, ми беше навистина многу убав период. Прекрасно. Тогаш знаете дека сте оставиле еден печат, еден белег кај една генерација, кај некое дете. Меѓутоа, па и бидејќи сум креативна, мене ми е лесно, навистина можам еден ден да бидам психолог, друг ден воспитувач, трет да изработувам проекти или да изработувам накид кој што Така да горда сум на се до сега што сум постигнал. А најмногу на генерациите деца кои што ги порастат. И мојата свекарова, бидејќи исто беше воспитувач во градинка, го вели истото, кога ќе ме сретне дете. Кој што веќе е возрастен човек. Сега ги чувам и нивните деца. Знаете колку е убаво. Точно велам кој ќе дојда така да запишат учителки. Тогаш си велам, веќе сум остарела, Меѓутоа ова 32 години работа сташи не е малку, меѓутоа навистина ме радуваат кога со таква љубов, со таква радост легуваат, така и ги пречекам и верувате ми исполнуваат со она. Нема модерно во градинка, ме чуваше мојата баба, но колку е меморијата, колку останува тоа што се случува тамо? Се. Прво до последно, јас се памтам од мојата градинка. Да, и јас исто, јас сум во градинка и мислам дека местото каде што треба да биде секој дете детската градинка.
Да, добро, мислам, верувам дека има разлика од децата што не иделе во градинка. Докторката исто да ја прашаме за незината кариера, иако се они прашањето помлади, за сите. секако Така е, меѓутоа прашањето е еве за до сите. сега. На што сте најмногу горди, доктор Кристина? Лекарите учите многу долго, на вистина, и секоја чест за изборот. Но на што сте најмногу гордите до сега? Па ите во секојдневната пракса, довербата што пациентите ни ја даваат, мислам дека има многу голямо значење. Затоа што не е едноставно да ги довериш ите најтешките моменти од животот, ги доверуваат кај нас. Така да мислам дека тоа е навистина многу значајно и сум доста горда на и на довербата што пациентите брзо ја стекна кај мене, затоа што јас ова ми е веќе трета година како работам и навистина секојдневно сум со луѓето, така да од голямо значење што довербата ја оставаат кај нас. Така е, навистина. Светла? Светле Имаше време да размисли. Да, ја видов. Јас си го знаев одговорот благодарение на Билјана. Реакцијата на публиката и коментарите на публиката. Значи, како што вас ви зборуваат децата кои што пораснале и потом ме подсетивте на една ситуација дека се слушнав со учителката пред некоја година и треба пак да ја се јавам. Да. И колку тоа многу ми значеше, ја немам чуено жената долги години. Си се вратив како кога си детенце. Одма се вратив на тоа место. Меѓутоа, да, навистина е така, реакцијата на публиката и коментарите на луѓето кои што ти доаѓале со години. Мене ми се многу драги оние свирки кои што, да речеме, ги работиме за луѓе од типот на ќе ми се јави некој ќе ми рече Светла, ние се запознавме кај вас на свирка во далечната таа година и сега сакаме да ни свирите на свадба. Тие се Значи, неубави. истиот пар. Така, тие се некои неубави. такви ситуации ми се толку многу мили, затоа што на некој начин си ти некако индиректно Во вклучен животот, така е. во приказнава на дечкиве. Така што тој би бил одговорот. Луѓето кои што растеле со нас, ни доаѓале на свирки, уживале, можеби остануваат заедно, па повторно се среќаваме. Така што Уште многу свирки, уште многу свадби, многу љубови кои што ќе се слушат на музиката која создавате. Искрено ви благодарам на целата енергија, на убавите емоции кои што ги пренесовте и на сите ви посакувам убав остаток од лето и успех во се она што го правите. Благодариме. Јелена, како и секој ден, така и денеска имавме одлични гости и уште поубава енергија која верувам ве задржа во домот се досега. Но не менувајте го каналот, следно е